Оно што сакам да го истакнам вечерава со вас е следното. Кога еден човек ќе се разболи, кога има некоја состојба која што не е во совршена функционалност и хармонија, било тоа да е на физички план, психички, емоционален, тој човек си бара решение за својот проблем. И каде се обраќа? Најчесто на лекар или нутриционист. Нутриционистот дава диета и протокол за здрава исхрана. Лекарот дава одредена медикаментозна терапија, одредени сугестии за корекција, спортски живот, активности да се почнат да се воведуваат во секојдневниот живот кај пациентот. Соодветно, значи, даваат некакви совети за да се смени до тогашниот начин на функционирање, така? Зошто јас ве прашувам? Затоа што повеќето од вас си мислите дека се знаете. Дека начинот на кој што досега живеевте е како што треба. Но не е точно. Затоа што ако тоа досега беше исправно како што живеевте, немаше да доживувате психоемоционални и физички проблеми. Дали се разбира? Значи дека нешто треба да се промени. Никој насила тоа не може да го направи, секој треба со свој избор. Дали тоа ќе биде промена на ставот на вашето срце? Дали ќе биде промена на начинот на размислување? Вие треба сами да направите анализа внатрешно и да видите што е тоа што вас ве воведува во тага, во страдање, во ограничување и во неможност да бидете плодотворни. Оно што сакам да го истакнам е следното. Не може да се изгради втор спрат на стара куќа. Зошто? Затоа што ќе падне и вториот спрат и целата куќа доле. Што е потребно? Нови столбови да се стават и на тие да се направи плоча, да се крене спратот. Се согласувате ли? Да. Така. Тоа значи нешто да се промени, односно нешто вечерва да ви дадам како совет да го размислите и да го превземете во предвид. Моето прашање сега е, дали болеста има легално право врз вас и врз вашиот живот? Не. Зошто не? Има. Болеста има право на вас ако живеете како сите. Под еден. Што значи тоа да живеете како сите? Тоа значи да живеете своеволно и според нагоните на вашето тело. Инстинктите. Болеста има направо врз вас, било да е психички или физички манифестирана, штом размислувате како сите останати. Како размислуваат сите останати? Песимистички и рационално. Ке нема, за ништо не те бива, види ги другите, светот пропаѓа и ти пропаѓаш. Тоа размислување е болно размислување. И ја вади радоста од вашето срце. Значи болеста давате вие простор да е активна во вас, ако размислувате на овој начин како што сите размислуваат. Болеста има право на вас да ве напаѓа, штом вие зборувате како сите луѓе што зборуваат. Песимистички, негативно, критика, жалба, поплака, песимизам, овој не ме сака, овој ме мрази и слично. Ако вие на тој начин го зборувате тоа, вашите зборови ќе се манифестираат. Затоа што она што ви го преполнува срцето, тоа излегува и низ устата. Што е ова важно да разберете? Болеста, било психички, физички, во било кој сектор од вас, од вашиот живот, од вашето тело, нема право на вас ако го прифатите Божиот лек или Божјата интервенција. Ова е мојот совет за вечерва. Што тоа значи? Од Божја страна обезбедено е исцелување за секој човек,
значи и спасение во целост, кое што значи исцелување, ослободување од проклетства, магии, демони и различни други проблематики, од Божја страна тоа веќе е обезбедено за секој човек што ќе одлучи да тргне по нов пат. Не по патот што го живеевте досега, туку по Божјиот пат. Сега јас ќе се молам за вас, но јас ќе се молам на Господ вас да ви биде добро. Ама ако излезете од овде и вие одново зборувате лошо за себе, за вас, за државата, ако одново размислувате песимистички, ако одново правите како сите што прават, како тоа исцелување ќе остане активно во вас? Дали ме разбирате? Јас покрај тоа што имам медицина во позадина, ова е мојот животен повик да му служам на Бога помагајќи на луѓето. Ама знаете ли која е најголемата блокада за помош на луѓето? Најголемата блокада е кога човекот не сака сам да си помогне на себе си. Кога вие сами се уништувате себе си. Ова што го поминувате не е Божја казна. Ова што го поминувате не е нешто кое што доаѓа од Господа, туку доаѓа од нашите постапки. Што ќе посееш, тоа ќе пожнеш. Што ќе надробиш, тоа ќе сркаш. Одговорноста е лична наша. Но од Божја страна има начин како тоа да се реши. Начинот е тој: да ги оставиш твоите патишта и да го фатиш Божјиот пат. Кој е тој Божји пат? Светото писмо кажува дека Божјиот пат по кој што одиме кон Господа е Исус. И јас многу директно го кажувам тоа на сите луѓе, затоа што друг начин нема. Има многу религии и духовни правци во светот. И во сите тие религии човекот сака да се просветли. Го бара Господ. А во христијанството разликата е што Господ го најде човекот. И тоа е по милост на Господа. Дали разбирате? Затоа ако вие верувате во Исус Христос и разберете што тој направи за целото човештво и за вас, тогаш со вера во Него ќе примите спасение, што значи и ослободување од секаков товар, и исцелување, разрешување, односно рестартирање и ново раѓање. А кога си во Христос, кога Господ е веќе во твоето срце, болеста не може од што да се храни. Таа веќе не може да обстане. Затоа пред да почнеме, јас ќе ве поканам да направите молитва, да ја повторувате во себе си. Јас ќе ве водам за званично пред Господа и пред сами себе да си кажете дека верувате во Исус. Не ве приморувам, кој сака. Ќе ве водам во кратка молитва, а ова е патот. Ако вие не ја правите молитвата, ваш избор, јас не се лутам. Но од вас зависи дали ќе примите во цуцка или многу од Господа. Дали се разбираме? Мислам дека пластично ви го долови сето тоа и ви укажав на сето тоа кое што е потребно да го направите. Зошто? Затоа што луѓето кога доаѓаат да им помогнам, они доаѓаат како на бербер или фризер. И јас да ги извадам вошките и да ја фенирам косата. Во животот не се случува така со вашата душа. Одговорноста за вашата душа е лично ваша. Јас можам да ви го покажам тој пат. Јас можам да ве насочам и дозволим. И ако се обидувате да одите и наеднаш го свиткате коленото, свитке го, јас да помогнам во тоа, да ве подкренам и одново да ви го покажам патот. Дали се разбираме? Оваа молитва во која што ја ве водам е почнување на да одите по Божјиот пат. Односно да верувате во Бога. Кажете слободно: Господе семоќен, Ти се знаеш и мене ме познаваш. И се скриено, Тебе Ти откриено. Бев суетен, грешен по животот. Бев непријател на себе си и на моите најблиски, дури кога мислев дека сум најдобар. Сега разбирам
дека најголем греф е да живеам по свое, со својата суета, за кое што искрено жалам, Господе. И во овој момент се кајам. Се кајам и жалам за секој греф што го извршив со мисла, со поглед, со збор, со однесување, со тело. Жалам, Господе, и се кајам што се обраќав кај бајачи, гатачи, хороскопи, што бев брзан за парите, што се грижев што луѓето ќе мислат за мене. Жал ми е што се ставив пред Тебе, а Тебе те запоставив. Вршев ритуали, одев во црква, ама Тебе не те славев. Славев светци, а Твоето име не го славев. Се кајам, Господе, грешев и бев врзан за парите. Сега, Господе, разбирам дека сум бил себичен и во овој час те молам, прости ми за секој греф. Со Твојата љубов им простувам на луѓето што ме разочара, што ме повредија со зборови, со постапки. Им простувам на моите непријатели. Ги благословувам оние што ме колмеа. Сега се одрекувам од стариот живот, од навиката да бидам жален, да бидам жртва, да бидам немоćен, да бидам слаб. Сега се одрекувам од тоа и еве доаѓам кај Тебе, Господе. Сакам нов живот, ама Ти си животот. И без Тебе живот нема. И јас верувам дека Исус Христос е Божиот Син, кој дојде на земјата и за гревовите на човештвото беше казнет и распнат на крстот. Исус ги зеде од мене сите гревови, сите грешки и сите болести, рак, тумор, колитис, мигрена, реума, психички заболувања, емоционални заболувања, генетски заболувања, автоимуни заболувања. Исус ги зеде на своето тело и мене ме ослободи. Верувам дека со раните Исусови јас сум исцелен. Верувам дека Исус на крстот кога рече прости им, Оче, не знам што прават. Верувам дека ми прости и мене. Сега свесно изјавувам дека верувам во Исус Христос, кој умре на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. Го примам Исус Христос за мој Господ и Спасител. И му се обраќам на Господа и велам: Исусе Христе, Сине Божји, од сега те примам за мој Господ и Спасител. Мојата душа, мојот дух, моето тело се посветувам во Твоите раце. Дојди во мојот живот и царувај над мене. Управувај со мене. Тебе ти припаѓам во целост. Ѓаволот нема право на мене од сега. Ниту демоните, ниту болестите. Болестите немаат легално право врз мене, ниту демоните, зашто јас сум покриен со крвта Твоја, Господе Исусе Христе. Напиши ми го името во книгата на животот. И љуби ме, Господе, научи ме да те љубам и јас Тебе. Ти благодарам што сега со вера го примам дарот на спасението. Го примам дарот на спасението, вечниот живот, по милост Твоја, Исусе. Сега сум ново чедо,
се покорувам на Твоята воля и се предавам во Твоите раце. Нека е вечна Твоята слава во сите векови. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Кој го прими Исус и верува во Него, по милост на Господа станува Божјо дете. Вие сте Божји деца и Господ за вас го дава исцелувањето и благословот да живеете заедно со Него. Амин. Вдиши длабоко, ослободи се и издиши во мракот од душата. Нека се што е мрак, се што е болка, излезе од тебе секоја солза, сето оно што тебе те потиснуваше. Вдиши воздух, издиши. И само кажи, фала ти Исус.